Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во наредните 8 минути ќе биде Јане Бојаджиевски. Македонија е подготвена, политиката на НАТО на отворени врати мора да остане. Рече поранешната државна секретарка Кондолиза Рајс во фондацијата Heritage на тркалезна маса за американската надворешна политика. Со ова ги започнуваме вестите. Поранешната американска државна секретарка Кондолиза Рајс смета дека Македонија е подготвена за НАТО. Работев напорно на решавање на македонското прашање за името, знам дека луѓето се уште се обидуваат да го решат и најверојатно ќе биде. Но јас сум за интеграција на сите европски држави кои се подготвени, а ми се чини дека Македонија е, кажа Рајс на тркалезна маса за американската надворешна политика во фондацијата Heritage на прашање на председателот на македонската диаспора Методија Коловски. Рајс смета дека НАТО мора да остане отворен за сите европски демократски земји кои сакаат членство, бидејќи, како што потенцираше, НАТО не е замислен да биде ексклузивен клуб, туку колективен безбедносен механизам за демократиите. Американски представници на НАТО ги осудија фотографиите на кои американски војници позираат со остатоци на телата од бомбаши самоубијци. Весникот Лос Анџелес Таймс денес објави 2 од вкупно 18 фотографии што датираат од 2010. Весникот тврди дека ги добил фотографиите од војник кој под услов да остане анонимен сакал да привлече внимание на пропустите во командувањето и дисциплината за кои верува дека се закана по безбедноста на силите. Командантот на меѓународните сили во Авганистан, американскиот генерал Џон Ален, изјави дека однесувањето на војниците е сосема спротивно на политиката на коалиционите и американските сили, како и дека го подрива нивното секојдневно жртвување. Американската армија отвори криминална истрага за случајот. За време на неодамнешната посета на министерот за одбрана Фатмир Бесими на Вермонт по повод усвојувањето на резолуција за армиската соработка меѓу Арама и Националната гарда на оваа сојузна држава. Камерата на Гласот на Америка го регистрираше начинот на живот и можностите кои ги нуди градот Бурлингтон и неговата околина. Вермонт со 620.000 жители е втора најненаселена држава во САД. Колку за споредба, територијално Македонија е малку поголем од Вермонт. Во Бурлингтон, Вермонт ве оставаат бездив, планинските убавини, чистиот воздух, езерото Шамплейн. Меѓу жителите владее космополитски дух. Градот привлекува туристи цела година. Доаѓаат и од Канада, бидејќи е близу до границата. Како и сите од Квебек, доаѓам на шопинг и во интересни ресторани. Прв пат сум во Бурлингтон, ми се допаѓа главната улица, нема многу сообраќај и гостопримството е на високо ниво. Малку е поскапо од каде што доаѓам, веројатно поради тоа што Бурлингтон е туристичко место, каде доаѓаат многу скијачи, а тие трошат пари. Животот во Бурлингтон со своите 40.000 жители е релаксирана фузија од Монтреал, 80 на милји на север од овде и околу 200 милји југоисточно од Бостон, затоа што бил подеднакво свртен и имал влијание од животот во Канада и во Северна Америка. Бурлингтон е место на бројни културни настани, невообичаени места за вечерање и рекреативни активности во неколкуте скијачки центри. Годишно го посетуваат по 3 милиони туристи и како што напиша неодамна Нью Йорк Таймс, неговиот шарм нуди вистинска сличност со Париз. Куса прошетка по улицата Чрч ќе ве одведе до музеот на уметности и неколкуте галерии. Се изнајмува буквално се, од велосипеди, рошови, па се до кајаци и едрилици. Ова сојузна држава има 223 планини. 75% од територијата се шуми. Локалните жители велат дека силниот ветер се чувствува скоро секој ден од годината. Инаку градот Бурлингтон излегува на езерото Шамплейн, кој е долго 150 милји и е граница меѓу сојузните држави Вермонт и Нью Йорк од едната и Канада од другата страна. Символи на Вермонт се јаворот, коњот, клукајдрвецот и пеперутката. Вермонт има невработеност од само 4,9%, споредено со 8,3% на национално ниво. Важи за една од неколкуте сојузни држави кои имаат континуиран растеж и покрај забавената економија и неодамнешната рецесија што ги погоди САД. Во продолжение на Newsflash, децата можеби најдобро учат преку директно учество. Една мајка од сојузната држава Мериленд го имаше тоа наум кога основа хуманитарна организација Храна на 15-ти.
кој им помага на оние во соседството кои имаат помалку од другите. За хуманоста од мали носе, од следниот прилог. На 15 секој месец во основното училиште Point Run во Мериленд врие како во кошница. Учениците ја сортираат донираната храна, ја пакуваат и ја доставуваат до постари лица со ниски примања во соседството. Джули Розентал ја основала хуманитарната организација пред 6 години. Сакав да ја научам ќерка ми и другите на важноста да им се помогне на оние кои имаат помалку. Ќерка и Джени Мендел тогаш била во 5-то оделение, сега има 15 години и се уште помага. Мислев дека храната доаѓа од фрижидерот, парите растат на дрво. Не знаев дека во нашата општина има луѓе кои гладуваат едва и врзуваат крај со крај. Децата во организацијата на 15 и секој месец доставуваат храна на оние чија пензија не им дозволува голем избор. I'm on a fixed income and the food is with the prices at the grocery store. Јас сум на строг буџет. Со оглед на цените во продавниците, помошта е од огромно значење. Вака вели Линда Тестерман, која додава дека насмевката на децата подеднакво помага. На почетокот организацијата оперирала од едно училиште и доставувала 30 пакети помош во храна. Денес вклучува 10 училишта, неколку цркви, а досега има доставено преку 12.000 пакети. Тоа е моќта на едното, луѓето не увидуваат колку е голема. Еден пакет повеќе, еден оброк повеќе. Еден човек може да направи разлика. Розентал сака да ја прошири организацијата во цел Мериленд и, зошто да не, цел свет. А утре во News Flash, нов извештај на Меѓународниот монетарен фонд најавува подобрување на глобалната економска слика. И покрај забавеноста на пазарот во Европа, водечката меѓународна финансиска институција годинава предвидува економски растеж од 3,5%. За ова во утрешната емисија. Растеж, но и ризик. Што прогнозира Меѓународниот монетарен фонд за до крајот на годинава? Тоа е се за оваа емисија, го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски. Со вас беше Јане Бојаджиевски. За повеќе содржини појдете на нашата веб страница glasnaamerika.com, а побарајте ни на Facebook. Се гледаме утре.